сменено и да, не така. Презентацијава е продолжение од она што го имавме на последната седмица на Советот, каде што ги селектиравме оние проекти кои што виделе за финансирање. Денес ќе преводиме предвидениот редослед. Така да накратко само би сакал да ви презентирам, бидејќи за секој од проектите е направена некоја анализа и добиени се некои резултати, па на крај некој предлог од аспект на редослед. Значи, селектирани се 6 проекти. Првиот е уредување на рекреативниот центар во туристичка населба Равна река, втора фаза во општина Пехчево, вториот е подобрување на туристичка сигнализација и инфраструктура во источниот регион. Со тоа што се опатени два локалитета, едниот е Баргала во општина Карбинци, каде што е предвидено таму образување уште некои други мерки, и второто е поплачување на улица во автентичен стил во населбата Ново село во општина Штип. Ако ви текна, тоа беа два посебни проекти, ги споивме во еден заради затоа што се слични мерките кои што се предвидени. Третиот проект е подобрување условите за развој на планинско-рекреативниот туризам, односно уредување на СРЦ Пониква, општина Кочани и општина Пробишти. Тоа е комплетирање, да го кажем, или опремување на планинарскиот дом горе на Пониква и уште околината таму имаше неколица што треба да се доправи. Потоа подобрување, четвртиот проект е подобрување на состојбата со каналите за наводнување и одводнување на Зрновска река, и таму имаше, треба да се направат некои канали, некои вади, со цел да се подобри водоснабдување, тоест наводнувањето на земјоделските површини, но и да се намалат ризиците од поплави, ерозија и се тоа што се појавува при поголем водостој на самата река. Петиот проект е заштита на животната средина при изградба на фекална канализација во село Соколарци, втора фаза. И последниот е подобрување условите за развој на манифестацијски туризам, на сала на дело кој што е лоциран во Виница. Согласно насоките и од швајцарската програма, а истото го правевме и прошла и предпрошла година, направена е некоја анализа на најдобра вредност за вложени средства, односно во однос на финансиските средства, од кои проект би имале некоја најголема корист. И тоа следени се неколку критериуми. Сакам да кажам дека не е ова баш стриктно квантификувано, да кажеме, и стриктно, јасно, него повеќе е оценка од аспект на квалитативна вредност, односно описна, затоа што би се правила кост-бенефит анализа, првенствено захтева многу повеќе време, многу повеќе средства и многу повеќе податоци од оние со кои што ние во моментов располагаме као концептни проекти, а и за некои податоци воопшто не ги водиме како ниту на ниво на држава, ниту на ниво на општини. Затоа од тој аспект кажам дека ова е квалитативна анализа, значи може да се третира која доста субјективна, може некој друг утре која би ја правил би се добиле некои други резултати, едноставно затоа што немаме стриктни бројки. Анализата е нормално од аспект на спремност на проектот за имплементација, рековме дека мора да биде спремен, тоа спаѓа во административниот дел, во административната квалификација, додека самата анализа се однесува по однос на финансиски придобивки, тоа директни и индиректни финансиски придобивки, економски, социјални придобивки и од аспект на животната средина. Значи, крајниот резултат е изразен во бројка, односно вредност на вложени средства, коефициент на 1 милион денари. Кои се оние максимум поени кои што може да се добијат за директни финансиски придобивки е 15% или индиректни 10, пардон, 5 поена, индиректни 10 поена, економски, социјални и заштита на животна средина по 25 поена, значи вкупно 100 поена може да се добијат, па после овие поени се делат на милион денари колку има. Ова се поемите со тоа што има сега, бидејќи е променен буџетот на едниот од проектите, тоа е Равна река, малце е зголемен, веројатно со тоа би паднале поенот, односно коефициентот на милион денари вложени, и ги гледате како се наредени по редослед. Првиот е
Понеква, уредување на тој планинарски дом, второ тоа е Зрновска река, тие вади и каскади, потоа е уредување на рекреативниот центар во туристичка рамна река, туристичка населба рамна река, четвртиот е она што е со Карбинци и Штип, петиот е за Сина Сава придомна култура, реконструкција и последниот е заштитата на животната средина и Соколарци. Ова е строго информативно, да кажеме, и не се ни бара, се бара од аспект на, да кажеме, да може да почнеме да размислуваме во таа насока. Предпоставувам дека можда не до година, не кроз 2, 3 или 4 години, или кроз некоја година ќе се дојде како услов за приоритизација на самите проекти. Поените се, нема некои големи разлики, голем улове има и финансискиот дел, парите кои што се вложени, кои што треба да се вложат, затоа некои проекти имаат и помалце поени, некои повеќе. Што е она што би сакал да го предложам по некоја логика, као листа која што би требало да иде приоритетна и зашто тоа нема да биде прифатена од ваша страна, али сметам дека има некоја логика. Иако не би да овие поени, реков дека тоа е само строго информативно, прв проект би требало по мене да иде Пехчево, втората фаза на Пехчево, затоа што првата фаза е во тек на имплементација и во тек на инвестиции, ако не се лажам, и за да се комплетира тој проект би требало тој проект да иде прв, значи за да се дофинансира. Втор би требало да иде значи втор да иде Карбинци и Штип, затоа што Карбинци тој проект лани беше избран, селектиран, но поради недостаток на финансиски средства не беше финансиран. Со тоа, значи со тој проект би се оградил и археолошкиот локалитет, би се создале некои услови и за наплата и на карти, доколку има такви услови. Значи од тој аспект јас тоа би го ставил. Втор, трет би идел значи Понеква, односно финансирање на уредување, тоест опремувањето на планинарскиот дом, од аспект што тој планинарски дом е изграден беше со пари на Европска унија, преку друг проект, преку ВДЦБ. Тие беа пари на Европска унија идеа преку Светска банка само. И едноставно логиката е да се стави во функција, да не седи како некој споменик на нешто што е почнато, да не е довршено. Четвртиот проект кој што би идел би бил Зрновци, Зрновска река, каскадите и вадите, затоа што ако не се лажам, Зрновци ќе му биде и прв проект или меѓу првите прв пат да добие пари од бирото? Не, грешка, добро. Значи ова е многу одамна, така да. Ето ова е од витално значење за така да. Добро. Значи има нешто, као пет би го ставил заштита на животната средина преку изграда на фекална канализација, затоа што првата фаза е изградена, но не е во функција. Вообичаено, секоја програма би требало на одреден период прави евалуација на резултатите што се постигнати претходно. Значи и оваа регионална беше има и најава преку Министерство дека ќе се направи некоја евалуација на проектите што се реализирани до сега. И доколку не се комплетира оваа втора фаза и не се стави во функција и првата фаза, во целина како регион има доста негативна референца затоа што потрошени се сега за првата фаза, не знам тачно колку пари, 250.000 евра, а стојат како споменик, едноставно не се искористени. Ради тоа го предлагам да овој иде како пети, додека последен да иде Сина Сава придом на културата Тошоцо. И доколку не остана средства за овој, за Виничкиот, тој истиот здравие да биде нели она што реков ни софираво и со ние кои што отпадна овој круг да идат за септември, доколку не остана средства. Тоа е некој мој предлог,
со некоја логика сега на вас останува да прифатите, да направите измени или што како мислите така да направите. Ако нема прашање, тоест прво дали има прашање? Ако нема, тука ја ги заврши. Дали некој има предлог, коментар, предлог кој што ќе остави на гласување, Искрено изненадан съм от сега на предложението на листа. Очекувах Дом на културата да изгледа малко по-високо, защото сметам дека трябва да се вземат предвид критериумите, които са поставени в однос на регионалността на проекти. Тук да сметам дека по тази критериум община Дом на културата община Виница трябва да бъде поставен 2 места по-високо. Ја може да се окей, мислам, вашата забелешка си е на место, но кажат да која е логиката? Би сакал, сега предлагам да се докомплетираат сите оние проекти кои што се започнати во некогаш, едноставно да добиеме целината, да може да се стават во функција. Така да од тој аспект. Како и да е, како год да ги редослед ги направите, ако комисијата на ниво на држава, како се вика сега тачно административно, не знам, реши дека некој проект не исполнува услов за регионален, ќе отпадне. Значи го тргава. Тоа се има случајни претходи. Така да приоритетнава листа во принцип би требало да дае предност на некој од тие што се прв, втор, трет, но не мора да значи ништо. Затоа што се случи лани преклани кога направила ретумбација. Така да ако таа комисија или некој од комисијата смета дека не е исполнет некој административен услов од аспект на регионалност, онда ќе го тргнат. И има таков ризик. Никој не вика. Јас ќе дадам, ако може само да се наврзам, ќе дадам еден коментар по однос на ова, затоа што на Националниот совет пред неколку месеци кога се носеше одлука за оваа година проектите кои што се реализират и се потек, беа исфрлени некои проекти, и кој беше исфрлен проектот на Штипи Карбенци, па еве да кажам, покрај тоа што е бил на предлог листа, во меѓу првите 5 беше исфрлен на 8 место, така да комисијата си има своји критериуми, оценки по кои носе одлука, кои проекти би се реализирале. Ова е една формалност која што би посакал да ја запазиме, но не е конечен список дека редоследно на реализација на проектите или на оценување на проектите од страна на комисијата ќе оде онакако како што ние ќе го предложиме на овој состанок. Така да јас би предложил од присутните дополнително свој коментар и предлог кој би го ставиле на гласање, за да можеме да преминеме на тоа. Ова што го искоментираа Денис е еден предлог, да слушнеме друг предлог, трет предлог, да ги ставиме на гласање и да ја пратиме предлог листата со тоа што имајте на ум дека од лично искуство го кажувам, јас побарав образложение од страна на комисијата која што ги оваа година оценуваше предлог проектите, од која причина дел се исфрлени, извештајот беше дека според одредени критериуми е тоа така. Можеби оваа година ќе бидат по предлог листата која што ние ќе ја пратиме, можеби нема да бидат. Така да чисто како една информација која што е во насока на одлуката која што треба да ја донесеме. Ако само накратко дозволите, председателя, тук има баш слайд за комисијата и однос на методологијата. Значи, комисијата ја формира министерот за локална самоуправа, председател и 4 члена, председател од највисокиот ред од секторот за регионален развој, членови имаме еден представник од Бирото за регионален развој, представник од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања и 2 члена номинира министерот од надворешниот сектор, дали ќе е градежништво, економија, животна средина, финанси. Генерално на нас ни треба приоритет како приоритет да поднесеме, пошто со секој проект даваме листа приоритетна, меѓутоа реално ништо не значи и баш заради тоа и председател вика што ќе даваме приоритет кога они оценуваат како сакат. Меѓутоа целта на денешниот
состанок е да се даде приоритетна листа како таква освоена, подпишана од Совето и да биде поднесена со секој проект, а комисијата наставно од административната проверка, од квалификационата проверка однос на критериумите, тие се јавни проверки и ги одржуваат на редовни седмици. Меѓутоа, секој член од овие 5 дава индивидуална оценка за секој проект, која што не мора јавно да ја дава, доставува се до председателот и председателот прави една ранг листа и Excel табела и врз основа на таа листа се свика националниот совет и таму прв пат се видат резултати. Генерално е тоа само за однос на комисијата и на начина на оценување. Значи, може уште на административната согласеност и на она сега баш скоро да се допитаме за регионално значење, т.е. дали тој е отпадне, дали тој проект е регионален, може да отпадне некој проект и постои други. Постои што Чешиново причало, но веќе е финансирано веднаш. Сега прошто, тоа ништо не мора, не ги прави. Што за регионален? Не, постои ризик. Постои ризик за тоа што може да го третира како локален. Ако тоа е Дали ќе го дискутираме тоа, затоа што има нема и кај вас да додадме. Има, кажам, ризик, ја не одлучувам. Добре, вие сте по експертиза тука. Да, може некои по-детални ризик. Во принцип све може, а и не мора. Освен да се умре, да се умре. Тоа е ова. Значи, има таму една, кога ќе го потенцирам, има еден критериум дека не они сакаат да бидат пречистителни станици до, да кажеме, под тоа подразбирам канализација, со капацитет над 2000 жители. Да, или тоа не е написано, се дискутираме, не знам. Дали се земеше и движењето на жителите, значи кои се стални, кои имат викенди, други работи. Ама, ја не одлучувам. Значи, кажувам, некој моје мислење, кој може да е тачно, може да не е тачно. Видиме како ќе биде. Едноставно, не знам ни кој ќе биде комисија. Дали тама некој ќе потегне тоа прашање, или нема да потегне. Тоа е ризикот. Значи, постои, да кажеме, елемент, ако стриктно се гледаат елементите, критериумите, Јас се обидувам неколку пати да кажам, под 2000 жители, еквивалент жители, дека не би... Еве, тај момент, например, добиеме веќе констатација, не знам по која методологија работите, дека нема суштински пристап. Тоа веќе имаме констатирано. Друго беше регионалната застапеност. Збориме, колку е регионот застапен со влијанието на изградбата, т.е. до изградбата на тој колекторски, т.е. цел систем. Значи, реков, имаше една недоследност, вие бевте онлайн. Имаше еден недостаток кој е, според мене, кардинална грешка. Велите се влева во не знам кој канал. Само толку и завршувате, тука, завршувам цитат. Не е вистина тоа, значи, ако се има по-суштински пристап, тој канал оде во Злетовска река, а истата Злетовска река се влева во река Брегалница. И тука веќе, ако го гледаме тој регионален збор на животна средина, загадувачки простор, тука веќе е дискутабилно, дали треба да се разграничиме на тоа. Друго, само мала дигресија на претходното ваше излагање. Вие како експерт, по тој осмов сте ангажирани тука, кај нас сите на овој орган, велите почнато, незавршено. Еколошкиот момент. И сега велите на крајот констатација, прво, ставате Чешиново Бешово можно. Малку контрадикторно сега, јас го викам прецизно треба да... Окей, бака, ајде се говори. Не, викам добро, окей, регионално. Тоа ништо не значи. Кога ќе дојде у комисија, може да го тргнат. Не е тука, не одлучуваме дали е регионален или регионален. Кажам дека постои некоја таква, да кажеме, таков ризик, да тоа се случи.
2019 прошол, без никаков проблем. Која го држи. Значи, али лошо е за, генерално е лошо за регионот да има објекти што се финансирани, а не се ставени во употреба. И да тоа кажам дека овој би сакал да го завршиме, без разлика дали е ваков или онаков, за утре да таа евалуација и тој мониторинг покаже дека водете, нели, за вложените средства се користат, не е спомен. Ето, тоа. Дали може само да се надолаза? Ако не е проблем да се прикаже листата според водирање на проектите, предлог проектите. Исто да ја ставам на гласање која е за, според оваа листа има одреден редослед. Кочени и Пробиши имат највеќе бодови. Второ е Зрна, трете е Пекчево, Рамна река, четврти Карвици Штип, пети е Добра култура Виница, шести е проектот на Чиново Вечево. И вториот предлог, доколку сте согласни, е предлогот според логиката на Денис, кој што спомна, а тоа е заради минатогодишните проекти кои што биле отфрлени, прв да биде Пекчево, втор да биде Штип Карвици, трети да биде Кочани, четврти да биде Зрновци, пети да биде Чиново Грешево, шести да биде Виница. Овие се два предлози кои што можеме да ги ставиме на гласање. Дали има некој трет, четврти, пети предлог, истите да ги ставиме на гласање? Само едно прашање, да предлагаме да гласаме. Дали едниот или другиот редослед носат опасност да бидат искористени неискористени дел од средствата со кои се располага како буџет? Да. Вече 30 милиона. 46,5 не носите опасност. 46 милиона, значи и да падне нешто, предпоставам дека не. Би се искористил цело од буџетот. Да, мислам дека би се искористил. Да, би се искористил сега ако не паднат или многу на аукција за нови. Во секој случај се искористени, треба да ги аплицираме сите 6. Значи како год да се аплицира сите 6. И се спремни апликацијски сите 6 предлози. Да. Сега аплицирањето се после празникот. Вторник. Трети май. Така да е. Давајте други предлози да гласаме и да не ја шириме гармониката. Најдобро е, констатиравме го Драган во коментар имаше на предходната седница на Совет на Плански регион да постигнуваме консензус, да не се надгласуваме. Иако може би пак ќе постигнеме некој редослед што би бил прифатлив на повеќето од нас, ама најдобро е со консензус да избереме една варијанта, па нема да се слушне и повеќе мислење пред да почнеме да гласуваме пред себе. Чисто една констатација пред да почнеме да гласаме. Ово е прв совет што имаме за доведена ситуација да гласаме за што кажаме. Началното на прчење, значи говоря сите овие да бидат со консензус, без разлика кој е прво, кој е на шесто место. Меѓутоа треба да имаме некои критериуми по кои што ќе работиме по-натаму. Значи проектите, како што кажа експертот, кои што собираме предходен повик, а не се реализирани, мислам треба на нареден повик да добијат пренос. Исто така сметам дека проектите на општините кои што испаднаа на првиот круг, Далчево, Берово, Каменица, значи во нареден повик да добијат пренос. Нормативно треба да добијат подршка од сите нас, членови на Советот, дека треба некои критериуми, така да сега сите ние поголем дел нови градоначалници, меѓутоа и старите се со нови мандати, така да сметам дека сите почнуваме од нула, за наредните 4 години сите ние за нашите да принесеме за години. Тоа што било направено претходните години да го ставиме за лице. Значи ние почнуваме сите по лице. Така да тие општини сега што ќе добијат некои поради недостаток на финансиски средства што не може да бидат реализирани, на наредни повеќе да бидат
пренос. Така да на крај посечна година, кога ќе сумираме сите да видиме тука не може да видиме сите исто, ама горе да нема некој отскоки. Да. И сега дали ќе биде првата година или втората, на крај ќе се гледаме по цялото. Тоа е равномерно Да. Ај ако сакате чисто секој да даде своја размислување, да Еве сега ќе ги направат предлог 1 и предлог 2, Андреја ги средува. Директор, ако можете вие да се надоврзате во врска со критериумите по кои што се бодират евентуално. Не, критериумите веќе ги спомнаме и на претходната седница, спремани ми си презентација ако ги коментираме, меѓутоа генерално јас само и многу пати го повторив у дело за Пехчево, пошто вие знаете градоначалници дека освен кофинансирањето у рамки на овие проекти, имаме и кофинансирање по основ на правилникот за менаџирање на проекти за центарот. Кога се случи ситуацијата од 12 милиона за Пехчево да добиеме 6, Пехчево кофинансирањето на центарот го пушти за сите за 12 милиона. А ако Пехчево, пример на нас, еве да речеме на оваа листа ни остане 5, но овај момент нема основ за никакво кофинансирање, бидејќи милионот веќе му е у првата фаза. И единствено нешто што побараме од вас и на повеќе наврати и веќе се информирани од Министерството и од Бирото, дека овај проект секако мора да се најде на оваа приоритетна листа без оглед што ќе се случува у дело на набавките и другиот дел е за проектот за Баргала и предходно кој што ми беше позитивно оценен. Во однос на регионалниот карактер тоа е многу индивидуално, бидејќи предходната година од швајцарската амбасадорка нема кој не застана за електрификација на Баргала, а електрификација на Баргала на нас не остана последен на листата. Значи, членовите се тие, оценките ги дават, ваше е да направите некој приоритет, наше е од септември да општините кои што ги оставиме во септември да си ги спремат документациите, дополнително да дадеме некој поиздржан проект, значи дали ќе се фотоволтаици за струја да бидат опфатени повеќе општини. Критериумите се тие, јасна поврзаност на општината, по дефолт туризам, социјала, економија, однос на центри се подразбират да имат регионална димензија. Дополнително квалитетот кај што највеќе ги губиме водовите, бидејќи ние имаме канализација, имаме дома, имаме иновативност од друга страна, кој што сака да имаш дополнителна мерка за иновации, тука 3-5 поени, во принцип мамка секаде кога аплицираме ваков тип на проекти. Меѓутоа не ли, дигитализацијата сме оставили за со швајцарците, иновативноста ќе ја попунеме со прекогранично од септември. Начин има за се, битно е сега да утврдиме една листа која што секако многу нема влијание во однос на комисијата. Другата ситуација, овие проекти сите 6, денеска ги донесевте сите документи, се административно секако усогласени и ги имат сите потребни документи, од одобрение, од ревизија, основни проекти ги се комплетирани. Наше е утре и сабота и недела да ги спремаме апликациите, вторник да ги однесеме во бирото и да се надаме на што побрзо да добиеме договор. Зада да го дозволите само однос на критериуми за прочитане нешто, на кој начин се... Ево, има ги напишано, отвори ги Андреја критериумите од првиот до последниот. Добро, само да ги прочитаме. Минималниот број на поени за квалификација на предлог проект за развој на планскиот регион за финансирање изнесува 28 поени. Тоа е минималниот праг на поени што може да улезе еден проект да биде финансиран. Максималниот број на поени е 54, при што рангирањето на проектите што ги исполнуваат условите за минимален број на поени се почитува редоследот утврден во годишната листа на предлог проекти за развој на планскиот регион. Тоа значи дека бирото ги бодува поените и да надополнам и комисијата која е. Значи, од 5 члена, членот што има најголем број на бодови и најмал број на бодови се изфрва и се зима аритметички среден број на поени, со тоа што логично е скоро сите проекти да ги исполнат условите и да добијат 28 поени, минимален број на поени, и тога и бирото е почитува листата на приоритетни проекти што е донесено од страна на вас, од страна на СОВЕТ. Не, само момент. Значи, добиват се само првите 3 проекти. Значи, првиот 3 добива, само момент, во однос на рангирањето. Значи, првиот предлог проект добива 10 поени од стартот по оценувањето, вториот добива 5, петиот добива 3, ние моментално имаме листа со 6 проекти. И тоа
не значи дека пак повторно ние зид уназад за тие 12 години само еден проект имаме паднал. Проектот за Македонска каменица. Проект под што не е минала административна проверка не сме имали и никогаш не сме били под 32 поени однос на оценка. Значи тие 5-4 секогаш сме од 32. Значи скоро сите проекти логично е да улезат, секако и ќе улезат сите. Сега кои ќе улезат сите, они мора да ја почитуваат пред листата на проекти од страна на СОЕ-то што е донесено. Еве го, вика, при рангирањето на проектите што ги исполнуваат условите за минимален број на поени, се почитува редоследот утврден во годишната листа на предлог проекти донесена од страна на СОЕ-то на планскиот регион. Што нема јасно тука? Сега ова малце контрадикторно со критериумите, ако ти на првиот му даеш 10 поена, а после ако почитуваш редоследот, онда немаш да му даеш 10 поена. До сега не се е случило да не освоиме поени за да улезат луѓе. Само тука има и тоа што е регионалната компонента, таа е елиминаторна. Таа се оценува уште пред да почне водовите. Сега до сега не се десило да биде нешто отфрлен ради тоа што не е регионален. Така? Само административна заради тоа што в принцип кога сме имали канализација и запад на води, нема водостопанска согласност, не може да се одобрени или одобрение е касне, нема до задатата кога да седне комисија. И тоа е било само два случаи во овие 12 години. Добро, некој друг? Добро, само да се надоврзам во односно на што го спомнаме. Дека треба, еве сега, ја направиме оваа листа, а некој остане на некој начин без извисени или другите кои што нема да влезат поради објективните причини, да и дадеме поддршка во септември, да си направиме консензус тука меѓу нас, со оглед на тоа дека ќе дадеме во септември поддршка, да го имаме предвид фактот дека проектот на Карбинци со Штип и на Пехчево го има исто сценарио минатата година, така да и дадеме поддршка за тие првите позиции на овие два проекти, со тоа што ќе дадеме во септември джентлменски да се договореме на остатокот на кои што нема сега да влезат да земат и тие во септември. Мислам дека е коректно на тај начин во однос на приоритетите на овие другите концепти, нема да навлегувам. Мислам дека тоа што кажа Александар, ако влезат сите, тоа ќе биде успех за сите нас, меѓутоа да ги приоритизираме на тој начин со тоа што ќе го имаме предвид тоа дека лани биле откарлени некои или сега некои отпаднале, за да ги дадеме приоритет во септември. Па не е некој далечен период септември за 3-4 месеци. Тук некој? Ајде вака. Дали сме согласни, прво да почнеме од вчера. Дали сме согласни, пошто Пехчево е така општина која што купува со финансиски средства и со другите што од претходните години е било исполнено, да му дадеме приоритет Пехчево да биде прв на предлог листата. Втор, по критериуми е Кочани, да биде втор предлог на Кочани и Промишлив. Карбинци, за тоа што е исправен претходната година, еве да биде трети, доколку се согласе Зрнаци, да биде четврти. И според предлог листата, според кодирање, иде Дом на култура Виница, пети, така ли? Или Чичиново листа? Пети е реконструкција на Сина сала Дом на култура Виница. Добро, Виница пети, шести Чичиново Лишево.
ова е отстапка само за имајќи предвид дека претходната година два проекти биле на предлог листата, били изфрлени заради оценување на комисијата од локална самоуправа, доколку сте согласни да ги приоритет да им се дадат на истите. Доколку не, да идеме по самата листа на бодирање, каде што прв е Кочани, втор е Зрновци, Равна река, Кочанишки, Каргаци, Виница и Шиблович. Во принцип, првите 4 не е ни битно да ги биде прв, втор, трети или четврт, што влагаат сигурно. У тие 44 милиона, колку што се. Значи, тука кој ќе биде 5, кој ќе биде 6, тоа е дилема, у принцип. по принцип, јас сум врзан со Виктор Ивич и речеш да е 6, ама нема смисла. Па да оставиме коментарот, значи сите овие варијанти, трите што ги имаме, у две варијанти е Чишиново, Обришево е 6, у една варијанта е 5, у другата варијанта Виница е 5, у два предлога, у едната е 6. И најдобро е да го слушнеме нивното мислење или став у делот со тоа што збориме да и дадеме сигурно приоритети на овие две општини кои спаднат у реагирањето и да ги поштуваме правото на Перо и Делчево заради Каменица, заради тоа што остатот заради одредени ризици не влегува во оваа листа од 6 проекти. И пак ќе кажам, добро е само за една листа да гласам. Извините, дали и Миле ги прозива за 5 и 6 место во споревето, мислите тие варијанти? Според мене да нема Лютиш најдобро е според бодирањето, како си е бодирано, така да се биде. Ама еве, заради тоа што има одреден джентлменски договор да се даде приоритет на некои кои што били изфрлени од X причини, вториот предлог кој што го даде може да се размисли. А во однос на тоа кој ќе биде 5 и 6 и во двата предлога првите жртки. Ништо не ме е дефинитивно. И реално септември близко, кога што кажа Денис.